Почитувани, добар ден. Започнуваат вестите на Канал 8. Здруженијето на пензионери Кочани се надева дека почетокот на изградбата на домот за стари лица ќе биде во тековната 2019 година. Ова беше истакнато на последното изборно собрание што го одржа Здруженијето минатата недела. На изборното собрание на Здруженијето на пензионери Кочани, кое што се одржа минатата недела, а на кое присуствуваше и заменик председателот на Сојузот на Здруженијата на пензионери на Македонија Салтир Каровски, беше истакнато дека се надеваат конечно почетокот на градба на домот за стари лица во Кочани да биде во тековната 2019 година. Станува збор за еден од најкапиталните проекти за луѓето во третата доба од животот. Ние заедно со нивна помош направивме не само проект технична документација со сите испитувања, него тоа и ревидирано. Ние имаме комплетен проект да се обезбедат пари да се почне да се гради. Благодариме и на локална самоуправа што они беа сведоци, беа утолку добри се работници, бидејќи со локална самоуправа имаме и меморандум подпишено за таа работа. Извршија измени и допуна на урбаничкиот план на тај локалитет кај касарната. И најдобриот дел, најголемиот плац од 6000 неколку метара квадратни се доделени за градбата на ваков старачки дом. Извесен сум и од градоначалникот Николчо Илиев да исто така прават се конструкции за обезбедување на почетни пари и почеток на градбата, меѓутоа не сакам да дадам поголеми коментари додека тоа на дело не го почнеме. Кочани веќе повеќе чекори напред во изградба на дом за стари лица, кој што недостасува во источниот дел на Републиката. Сојузот во соработка со Министерството за труд и социјална политика, а и со владата, во рамките на активностите што ги остварува заедно со Фондот за пензијско и инвалидско осигурување, како и Фондот за здравствено осигурување, настојува да го премости тој долг период, можеби од 20 на години, кога, иако требало, не е изграден со државни средства и како државна собственост ни еден дом за стари лица. Овој дом во источна Северна Македонија, да речам, ќе биде дом во кој ќе најдат место и ќе бидат згрижени пензионерите од повеќе здруженија во овој регион. Инаку домот за стари лица што ќе се гради во Кочани ќе ги опфаќа здруженијата на пензионерите од Кочани, Виница, Македонска Каменица, Делчево, Пехчево и Бераво и ќе биде од регионален карактер. Околу 6000 евра ќе потроши комуналното претпријатие Водовод за набавка на нови капаци за шахти, сливници и решетки. Најголем дел од набавката се однесува за обновување на веќе постоечката урбана опрема, што е оштетена во текот на изминатиот период. Над 360.000 денари ќе се потрошат од сметката на комуналното претпријатие Водовод за набавка на нови капаци за шахти, сливници и решетки за јавните површини во општината. Според техничката спецификација во тендерската постапка што трае до 25 март, предвидено е да се набават 40 на тракалезни и квадратни метални капаци за постојните и новите шахти. Исто така ќе се набават и 20 на ревизиони решетки и сливници од специјална пластична маса полипропилен. Најголем дел од опремата е за замена на постојните оштетувања на ваквиот вид урбана опрема, а дел од нив ќе се искористат и за нови локации. Носителот на набавката е должен да ја испорачува стоката сукцесивно според писмена нарачка, односно врз основа на тековните потреби на комуналното претпријатие Водовод. При тоа, како посебен услов, се бара шахтите и капаците да бидат заштитени од кражба, односно да се оневозможи нивното лесно отстранување по поставувањето. Од почетокот на април, Управата за јавни приходи ќе им доставува на граѓаните потполнети годишни даночни пријави, што тие ќе треба да ги потврдат или да побараат корекција. Постапката ќе треба да се реализира до крајот на мај.
Со измените во начинот на кој досега граѓаните поднесуваа годишни даночни пријави до Управата за јавни приходи, се менува и постапката на која ќе се утврдуваат обврските, односно пријавувањето на приходите во текот на минатата година. Од Управата информираа дека од почетокот на наредниот месец ќе започнат на граѓаните да им се доставуваат претходно пополнети годишни даночни пријави за остварените приходи во текот на 2018-та. Пријавите граѓаните ќе ги добиваат електронски преку системот epdd.ujp.gov.mk најдоцна до 30 април. Потоа, податоците во пријавите граѓаните ќе треба да ги потврдат или пак да ги коригираат до 31 мај годинава. Во врска со тоа, Управата за јавни приходи изготви и брошура која треба да ги упати и сите граѓани како да се регистрираат на системот е-персонален данок заради потврдување или коригирање на пополнетата даночна пријава изготвена од страна на Управата. При тоа, пријавите се однесуваат за приходите на граѓаните кои се физички лица и живеат во Република Македонија, а ги оствариле во текот на минатата година. Со Законот за изменување и дополнување на Законот за персонален данок на доход, Управата за јавни приходи од 1 јануари годинава започна да изготвува пополнета годишна даночна пријава за сите граѓани кои приходите ги оствариле по разни основи во текот на минатата година. Остварување на предизвик, односно со стара опрема да се успее и да се постигнат резултати, гласи специјалната награда и пехарот, што тимот ученици од Основното училиште Свети Кирил и Методи го освоија на меѓународниот надпревар по роботика што се одржа во цела Република Словенија. Задоволни се вратија од таму зашто се надеваат и на понатамошно надпреварување и успех на финалното одржување на надпреварот. Со специјална награда остварување на предизвик и пехар успеавме. Се вратија учениците кои беа дел од тимот по роботика од Основното училиште Свети Кирил и Методи и Кочани од учеството на меѓународниот надпревар по роботика на финалето Адрија од Фрст Лего лигата, што се одржа во цела Република Словенија. Кочанскиот тим од Основното училиште Свети Кирил и Методи со уште еден тим од Скопје беа единствените учесници на надпреварот од Македонија. Учениците од Кочани напорно работеа и се подготвуваа за надпреварот неколку месеци, заедно со нивните ментори Сузана Анева и Наде Давидкова. И нивната упорност, ангажираност и ентузијазам на крајот се исплати. Во училиштето ги посети градоначалникот Николчо Илиев кој оствари средба со тимот и рече дека така очекува и во иднина да продолжат со работа и труд, да постигнуваат поголеми успеси и да ја представуваат општината надвор од државата. Ние со нашиот тим Robo Adventures, во кој има 9 членови, учествувавме на регионалниот надпревар во Целје, Словенија, на роботика. Таму освоивме пехар за бидејќи постигнавме многу добри резултати со многу слаб робот, но го напредивме 2 недели пред надпреварот, додека другите тимови има многу повеќе време од нас за да програмираат со тој робот. На надпреварот си поминавме многу интересно, имаше многу забава, се дружевме со сите тимови и соработувавме и сме задоволни од успехот што го постигнавме. Клучно за пехарот што го освоивме беше работата, значи нашиот труд што го имавме вложено, бидејќи иако имавме многу послаба и постара опрема од другите, сепак ние докажавме дека со труд и со волја може да се добие се, да се победи. Тимот е потребна координација и тимска работа, значи да се сите да бидат координирани. Екипата од Основното училиште Свети Кирил и Методи Robo Adventures успешно представуваше нашата општина, но и држава на меѓународниот надпревар по роботика Фрст Лего лига, што се одржа на 16 март 2019 година во целја Словенија. Во конкуренција од 30 тимови од Словенија, Хрватска, Србија и Македонија успешно се закитивме со пехар. Покажавме и докажавме дека и со потешкоти, ако не се откажеме, лесно може да се надминат сите предизвици. Надпреварот беше организиран на многу високо ниво, но сепак ни беше чест што бевме дел од истиот надпревар. Самата конкуренција беше многу силна, но со упорноста и тимската работа на самите ученици успеавме да докажеме дека можеме да ги совладеме сите препреки.
Поминавме еден доста добар и убав прекрасен ден, исполнен со детска смеја, забава, дружење, а се разбери и надпревар. Самите ученици на надпреварот, односно екипата на Robo Adventures, не само што се закити со пехар, тие стекна едно огромно искуство, нови пријателства и се разбира се вратија дома со огромна мотивација и инспирација за уште поголеми успеси. Наградата, тоест пехарот гласи успело нам е, значи успеавме со многу по-стара опрема за многу кратко време да го програмираме и да учествуваме на самиот надпревар. На учениците искрено им се заблагодари директорот на училиштето Даниел Кралев, кој меѓу другото се заблагодари и на спонзорите и фирмите за несебичната поддршка и секако на главниот спонзор локалната самоуправа на општина Кочани. Тимот од основното училиште Свети Кирил и Методи за учество во Адриа Лигата во Словенија се избори и обезбеди пласман преку учество на државниот надпревар по роботика, што се одржа на Универзитетот Гоце Делчев во Штип и каде што се покажа најдобри од Македонија заедно со скопскиот тим. Инаку менторите истакнаа дека за 10 дена ќе се знаат резултатите од реализираното во Словенија, односно ќе се знае дали тимот од основното училиште Свети Кирил и Методи продолжува понатаму на финалното надпреварување од лигата. Представници од земјите учеснички во проектот 8 струни на нашите лакови на средба во Кочанската гимназија. Целта на проектот е преку разни активности, интеракција и размена да ги мотивираат учениците да разберат како нивните новостекнати способности да ги користат во секојдневниот живот. Ученици и наставници од партнерите од Велика Британија, Турција, Италија, Португалија, кои се дел од проектот 8 струни на нашите лакови, на средба во Средното општинско училиште Лјупчо Сандов, работеа на развој на визуелно-просторната, вербално-лингвистичката и логично-математичката интелигенција. На овој настан му претходеше првата активност која што учениците од Средното училиште Лјупчо Сандов заедно со своите ментори ја реализираа од 28 јануари до 1 февруари, при што беа дел од првиот транснационален состанок во Алжустрел, Република Португалија, во рамките на проектот 8 струни на нашите лакови, финансиран од програмата Еразмус+. Основната цел на проектот е да се поттикнат учениците да ја сватат важноста за личен развој преку развивање на способности кои би биле најсоодветни за нив, односно да ја сватат важноста за користење на нивните собствени предности за да им пристапат на различни теми и да размислуваат за нивниот омилен стил на учење. Представници од земјите учесници во проектот беа во посета на гимназијата, каде што ги посети и поздрави и градоначалникот Николчо Илиев. So we are trying to carry out Дел од тимот сум од Турција кој што го спроведува проектот 8 струни на нашите лакови, што е всушност и за 8 интелигенции кои што ги поседуваме како личности. Macedonia, we have been... Ние сме инволвирани во проектот 8 струни на нашите лакови. Работиме, имаме 3 пристапи во користење на ваквата интелигенција, а посебно работиме со деца со посебни потреби. Идејата на проектот е да се примени теоријата за повеќе кратна интелигенција на Хауард Гарднер, според која постојат 8 видови на интелигенција. Учениците и менторите кои се дел од проектот во наредниот период исто така продолжуваат со активностите предвидени со проектот. Ротари клубот Кочани Виница со пролетна акција на засадување дрвца во централното градско подрачје на Кочани. Ваква активност спроведува и во Виница. Ротаријанците од Кочани и Виница во акција на разубавување на централните градски подрачја на двете општини засадија дрвца покрај кејот на Кочанска река. По повод денот на пролета, значи ќе спроведеме акција за засадување на дрвца. Дрвета што ги засадиме се доста атрактивни, се викаат црвена слива, потеклото им е од Јужна Кореја дури, меѓутоа верувам дека добро ќе изгледат на овој дел од градот. Ова акција ќе ја продолжиме и во наредниот период. Значи, секоја година планираме да засадиме по некое дрво. Со ваква акција Ротари клубот ќе продолжи и во иднина, а во текот на оваа 2019 година планирани се и други активности согласно планот и програмата за работа на клубот.
Следува информацијата од спортот. 3 златни медали освоија каратистите на Партизанот Кочани на меѓународен карате турнир во соседна Бугарија. Станува збор за надпреварување на која имало силна конкуренција со оглед што настапиле екипи од 20 на држави. Одличен успех постигна каратистите од карате клубот Партизанот Кочани, кои учествуваа на меѓународниот турнир Никон Опен 2019, што се одржа во бугарскиот главен град Софија. Од едно од најсилните и најголеми карате надпреварувања во регионот, нашите спортисти се вратија со 3 златни медали. Најуспешни во своите категории беа Ѓорги Петров, кој учествуваше во борби за кадети до 63 килограми, потоа Мартин Стојменов кај сениорите до 67 и Роберто Здравковски кај кадетите до 70 килограми. Освен нив, Кочанскиот карате клуб го представуваа уште тројца каратисти, кои исто така имаат добар настап, но не успеа да изборат пласман меѓу најдобрите 3. Посебно важно е да се каже дека на турнирот во Бугарија имало голема конкуренција, односно медалите се освоени на надпреварување на кое учествувале повеќе од 1000 каратисти од 17 држави. Според бројот на освоени медали, вкупно 37, од кои 14 златни, македонските екипи според успехот на турнирот се второпласирани, веднаш за домашните карате клубови кои биле најбројни и освоиле 41 златен медал. Почитувани, тоа беше се што ви подготвивме за ова издание на вестите на Канал 8. Останете и понатаму со нашата програма. Довидување.